Разговараме со министерката за одбрана, госпоѓа Радмила Шекеринска, за почетокот на промотивната информативна кампања, како што ја нарече владата, пред одржувањето на референдумот во Република Македонија. Госпоѓа Шекеринска, добре дојдовте пред се. Во Струмица имавте неколку средби со граѓаните околу кампањата за референдумот. Кои се најчестите прашања кои што ги поставуваат граѓаните? Добар ден и благодарам на можноста да гостувам во вашата телевизија. Денеска ми беше задоволство што имавме прилика да разговараме со граѓани на Струмица на состанок, но и малку непосредно, по улица, на корзо, одејќи низ градот, и во принцип помалку имаа прашања, повеќе имаа констатации. И една од констатациите вака која што ја забележав е дека луѓето се прилично оптимисти и сигурни дека Македонија ќе избере европската опција. И дури еден од вашите сограѓани ми порача: "Ма немојте да се мачите во Струмица, овдека сигурно поддршката е голема", заради тоа што Струмица гледа и во својата околина, во Бугарија, во Грција, каква промена се случи кога станаа членки на Европската унија и на НАТО. Гледаме на своја кожа колку предности има европските фондови кои почнавте да ги користите во Струмица. Меѓутоа, мојот одговор секогаш е дека до 30 септември, еве сега денеска имаме 23 дена. Секој ден мораме мудро да го искористиме, затоа што на 30 септември ќе носиме одлука која е историска шанса за државата. Граѓаните ги интересираше што конкретно очекуваме во поглед на НАТО членство, колку брзо тоа може да се случи. Прашањата беа и врзани со избирачкиот список. Ги чувме истите коментари дека голем дел од луѓето кои што се на избирачки список ја зголемуваат бројката на граѓани кои мора да гласаат, меѓутоа сите знаеме дека тоа не се луѓе кои што се тука. И апелот беше дека час поскоро Македонија мора да го реши тој проблем, бидејќи ни влијае не само за време на избори, туку и еве кога носиме една непартиска одлука. 30 септември изборот нема да биде ни СДСМ, ни ВМРО, ни ДПА, ни ДУИ, никој. Ќе биде изборот дали оваа држава ќе тргне на европскиот пат или повторно ќе застане и ќе чека уште 10 години. Нели ве кулеби тој неофицијален податок дека има голем број на граѓани кои што екзистираат на избирачкиот список, а не се присутни во државата? Сметате ли дека цензусот може да се постигне во таква ситуација? Објективно тоа е сериозен проблем. Заради тоа што кога ќе погледнете во изминативе избори, кога различни партии успеваат да го мобилизираат граѓанството, ќе видите дека не се постигнува премногу висока бројка. И тоа е затоа што еден дел од граѓаните не живеат, ги изгубиле можеби тие секојдневни врски со татковината, но знаете како, работите што не можете да ги промените сега, треба да ги надминете. И нашата цел е да разговараме со што е можно поголем број на граѓани кои се тука. Граѓани кои зависат од тоа како ќе се развива Република Македонија и да ги убедиме да го искористат своето право на глас. Практично ние треба да постигнеме повеќе од 60% одзив на оние кои се во Македонија, за да имаме 50% одзив од целиот избирачки список. Наша политика никогаш не била да се откажуваме. Тешко е? Да. Да беше лесно ова прашање, ќе се решеше пред 27, пред 17, пред 7 години. Не бегаме од тешки прашања, затоа што секој пат кога ќе ставите едно тешко прашање под тепих, следната година тој проблем е уште поголем. Но во моментов зборуваме и за една ситуација во која што опозицијата не зазела јасен став како ќе се однесува по повод референдумот, значи имаме одреден број на граѓани кои што во моментов се пасивизирани, имаме една група граѓани кои што на некој начин повикува за бојкот на референдумот. Што во ваква ситуација? Жалам што опозицијата калкулира на најважното прашање кое ќе одлучи днината на нашата земја, а можеби ќе одлучи каков живот ќе имаат нашите деца. Значи,
Партиите сакаат да победат на избори, тоа е легитимно, но знаете, има некои прашања кои се поголеми од кариерата на некој лидер на опозицијата или од кариерата на неколкумина во ВМРО ДПМН. Јас во изминатиот период разговарав и со многу луѓе од ВМРО ДПМН. Сме имале колегијални односи, имаме различни мислења, но јас никогаш не сум имала дилеми дека и тие и сакаат добро на Македонија. И кога разговарам, ја гледам кај нив таа дилема. Дали да бидат лојални на својата држава или да бидат лојални на својата партија. Јас мислам дека големите партии не треба да ги ставаат своите членови и своите лидери во таква ситуација да бираат. Единствен начин да им бидеме лојални на нашите политички партии е да и бидеме пред се лојални на Македонија. И на 30 септември ја докажуваме нашата лојалност кон Македонија. И можеме да бидеме и СДСМ, и ВМРО ДПМН, и од било која друга партија. Калкулирањето покажува дека ВМРО ДПМН сака да ја избегне одговорноста за прашање за кое секој од нас има одговорност. Не може ставот да ви биде дека немате став. Не може да кажете дека ќе донесете одлука на 10 септември, а потоа тоа да го одложите на 30 септември. Има 11 години да го решат овој проблем. Да ги отворат шансите за Македонија во НАТО и во Европската Унија. Не успеа тоа да го направат. Македонија е денеска таму каде што ние оставивме во 2006. Само кандидатски статус, а не почнати преговори. Ние успеавме за една година да ја добиеме НАТО поканата. Но сега не смеат на тоа да додадат една неодговорност со рушење на предлогот зад кој самите стоеа. Значи за референдум се изјаснија и СДСМ и ВМРО ДПМН. Веќе 6-7 години. А ако имаме верба во нашите граѓани и во нашиот народ, тогаш треба да го поддржиме референдумот. И јас повикувам и очекувам, настрана од раководството на ВМРО ДПМН, кој очигледно повеќе се грижи за бившото раководство на нивната партија, отколку за иднината на граѓаните, ги повикувам сите оние кои верувале во идеите на ВМРО ДПМН, а тие биле Македонија во ЕУ и НАТО, да го искористат своето право и да гласаат на референдумот. Рековте дека ова е навистина тешко прашање, тешок договор требаше да се постигне со оглед дека спорот трае повеќе од 2,5 децении. Сметате ли дека тоа беше најдоброто можно решение кое што се доби за договорот, бидејќи забелишките на опозицијата се токму околу некои членови на договорот? Сметате ли дека тоа беше моментот, сега узреа мигот кога треба да се реши и дека тоа е најдобрите позиции кои што двете земји можеа да ги обезбедат? Јас сум демократ и прифаќам секогаш критика. И ги преиспитувам моите мислења. Меѓутоа, да дојде партијата која 11 години имаше шанса да го реши проблемот, тие велат на подобар начин, сега да не критикува нас за ова решение, не е логично. Има 11 години. 3 различни грчки влади со кои можеа да преговараат и да постигнат подобар договор. Не го постигна. И сега како да им веруваме дека 11 години не успеале, и сега следниот пат повторно да им подариме уште една декада од нашите животи за да го пробаат тоа. Јас како граѓани на оваа држава и како македонка, не сум срекна што нашата татковина мораше да минува низ вакви преговори. Не е фер, не е правично, другите држави немаат таков однос од своите соседи, но задачата на тие кои се избрани не е да плачат и не е да се жалат, туку да ги решаваат проблемите, такви какви што се. Најголемиот страф и најголемата загриженост кај мене е, како македонка, поврзана со преговорите со Грција, а мислам дека слично сум чула и од многу други мои пријатели, граѓани, гласачи, беше дека било каков компромис околу името на нашата држава веднаш ќе значи негација на нашиот идентитет. И дека во моментот ако се согласиме на Северна Македонија,
дека по автоматизам ние ќе почнеме да бидеме именувани со северно-македонци, а нашиот јазик со северно-македонски. Водевме сметка за тоа стравување и за таа грижа. Затоа што инсистиравме пакетот да е таков што македонскиот идентитет да е зацврстен. И затоа ова е прв договор во кој што помеѓу Македонија и Грција. Прв договор кој што ќе диктира услови во идните наши односи со Европската Унија, во кој фигурира македонскиот јазик како официјален јазик на државата. Договор во кој фигурира македонското државјанство, македонската посебност, македонскиот идентитет. И практично договорот, вредноста на овој договор е да ние правиме отстапка во делот со уставното име на нашата земја. Но го цементираме, го заштитуваме и го обезбедуваме македонскиот идентитет. Кога Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија, нашиот јазик, македонски јазик и нашето кирилско писмо ќе бидат официјални јазици и официјално писмо на Унијата од повеќе од 500 милиони луѓе. Со нашето членство во НАТО, кое ќе биде и побрзо, нашиот јазик, нашата посебност ќе биде на истата маса со најмоćните сили во светот. Македонија во својата историја плати голема цена затоа што не беше на масата на која се носеа одлуките. Сетете се на историјата и оној конгрес во Букурешт, сетете се на самитот во Букурешт на НАТО. Со овој договор, со членството во НАТО, со почеток на преговори со Европската Унија, обезбедуваме никој друг да не одлучува за нас. Ние да бидеме на масата. Ние да ја браниме нашата позиција. За мене тоа е главниот аргумент, главниот доказ дека ова е најпатриотското нешто што можеме да го направиме, оваа генерација да го направи за својата Македонија. Така. Вие сте министер за одбрана. Што конкретно значи влезот на Македонија во НАТО? Кои права ги добиваме, кои бенефиции, кои обврски како држава членка на НАТО? Членството во НАТО за сите нас значи печат на нашата безбедност, сигурност во рамките на нашите граници. Членството во НАТО за многу држави може би има и други конотации. Меѓутоа Македонија на Балканот плати голема цена 90-тите години за сите конфликти и сите губење на стабилност кои што беа во соседството. Ние ја плативме цената. Бегалци, конфликти, дури понатаму и внатрешни проблеми. Членството во НАТО значи дека никој од нас и никој во светот нема да си го поставува прашањето дали оваа држава ќе ја биде или не. Тоа е прво гаранција за безбедноста. Што значи НАТО? Значи дека ако некој, не дај Боже, посегне по нашата слобода, по нашата стабилност, секоја земја членка на НАТО ќе застане со нас или зад нас. НАТО алијансата е најмоćниот воено-политички сојуз. Најсилните држави. И секогаш е подобро да сте заедно со сојузот кој што може да ви обезбеди дополнителни гаранции. Меѓутоа, НАТО не е само безбедност. НАТО многу директно се пренесува и во економијата. Јас ќе ви кажам еден пример со Македонија и неколку примери во нашето соседство. Македонија во јануари месец се уште не го имаше решено ни проблемот со Грција, не ја имавме НАТО поканата, но посетата на генералниот секретар на НАТО веќе покажа дека планот на НАТО е да ги отвори вратите кон Македонија. И кога во јануари ја земавме еврообврзницата, ја добивме историски најниската каматна стапка. Значи добивме пари кои може да ги користи Македонија под најповолни услови. Реченицата која го објаснуваше тоа велеше вака: се очекува Македонија во текот на годината да ја добие поканата за НАТО. И тоа е сигнал веќе во економскиот свет, помеѓу банкарите, помеѓу бизнисмените, дека ова е безбедна држава. Ние денеска трошиме поевтини пари, меѓу другото и заради овој успех на НАТО план. Ако сега ви ги кажам, се свртам малку кон соседството. Неколку примери. Црна Гора минатата година стана земја членка на НАТО.
29. Во првите 6 месеци оваа година имаат 2,5 пати повеќе странски инвестиции отколку што ги имаа минатата година во тие 6 месеци. Во првите неколку години после членството во НАТО и почетокот преговори со Европската Унија, Бугарија двојно успеа да ја зголеми просечната плата. Во Романија 3 пати се намали невработеноста кај младите. Што значи да, членството во НАТО е прво гаранција за безбедност. Но заедно со безбедноста доаѓа и економскиот напредок. За Македонија тоа значи и силен подстрек за членството во Европската Унија. На кој начин ова ќе ги допре граѓаните поединечно, бидејќи тоа е навистина прашање кое што се го поставуваат, не може со магично стапче да се направат чекорите, но почетокот на преговорите со Европската Унија, на кој начин треба да ги отворат можностите за граѓаните на оваа земја? Со влезот во НАТО, каматните стапки во Македонија дополнително ќе се намалуваат. Што значи тоа? Секој кредит кој што ќе го земе мал бизнис, граѓанин, ќе треба да го враќаме со помала каматна стапка. Кога ќе настапуваат на пазарот, особено во некои специјализирани делови нашите фирми, со членството во НАТО, пазарот ќе биде отворен и за нив во поглед на воена опрема, во поглед на специјални набавки кои што се случуваат во одбраната. Меѓутоа, во делот на војската во Македонија, тоа значи дека нашите припадници на АРМ ќе имаат подобри услови за работа, повисоки плати, повеќе шанси за напредување и повеќе шанси исто така нивниот труд да се цени. И не е случајно тоа што оваа година успеавме и да ја зголемиме платата на сите припадници на АРМ и да обезбедиме плаќање на дневници, што не било случај последните години. Европската Унија значи и навистина огромни финансиски средства кои нема да доаѓаат во буџет. Туку ќе бидат грантови кои ќе се одразат на младите, на малите бизниси, на општините. Денеска општините во Македонија веќе користат некои пари. Јас се сеќавам околу 6 милиони евра за пречистителната станица во Струмица, средства за сончеви колектори за училиштата, заштита на културното наследство во Струмица. Тоа се убави пари за македонски прилики, но кога ќе ги споредите со парите што ги добиваат во Хрватска, семејни фирми, млади, бизнисмени, невладини организации, мали општини, селца, тоа е неспоредливо. И сакаме и за тие можности да ги отвориме вратите. Жал ми е зошто македонските млади денеска не ги имаат истите можности за образование, за работа, какви што ги имаат младите во Европа. Младинската гаранција ние од Европа веќе почнуваме да ја применуваме и во Македонија. Но ако ги имаме и европските фондови во поддршка, тоа значи дека навистина ние може за младите овде да создаваме услови поради кои тие нема да бегаат во европските земји, туку ќе одлучат да останат дома. Така. Сметате ли дека референдумското прашање им е јасно на граѓаните? Неколку универзитетски професори предупредија дека е добро да се оди со едноставно, јасно и кратко прашање, не со формулација какво што имаме во моментов. Зошто се одлучивте за вака комбинирано прашање? Мислам дека тој став е потценувачки кон нашите граѓани. Затоа што тие професори изгледа сакаат да кажат дека ако прашањето е 2 реда, дека нашите граѓани нема да го разберат. Нашите граѓани многу се свесни и ја разбираат реалноста. Прашањето ја отсликува нашата реална дилема и нашиот реален избор буквално како црно и бело. Прашањето дали сте за членство на Македонија во Европска Унија и НАТО е поврзано со нашиот договор со Грција. Да не беше поврзано, мислите немаше да ни биде нас полесно како влада да не го решаваме. Еве, јас ви велам, ако нашите интеграции не зависеа од овој договор, немаше да има потреба веднаш толку брзо можеби и да се договориме. Меѓутоа, позицијата и на Европската Унија, и на земјите членки на НАТО беше не сакаме да увезуваме стари проблеми. Решете ги, вратите се отворени за вас.
И мислам дека граѓаните прво не се збунети со прашањето. Тоа навистина мислам дека е навредувачки коментар. Второ, свесни се дека овие две работи одат заедно. Иначе, зар не ни се правда овие 11 години дека заради тој проблем Македонија е блокирана? Да не беше така, и самите немаше да кажуваат такви работи сите овие години. Референдумското прашање на граѓаните им е јасно и мислам дека граѓаните во таа смисла покажаа многу поголема свесност отколку некои луѓе кои што се избрани од граѓаните да ги водат. Јас ќе кажам, Македонија не е остров. Македонија е срцето на Балканот. Живееме обкружени со соседи, ние сме држава од 2 милиона народ. За нашата држава врските со Европската Унија, со НАТО, со соседите се клучни за да создадеме подобар живот овде. И затоа референдумот е шанса да покажеме дека Македонија навистина сака да оди напред. Не сакаме уште 10 години да ги минеме со истите дилеми. Јас сум убедена дека професорот Малевски, кој што е и поранешен министер за надворешни работи, е во право кога вели ако Македонија ја испушти оваа шанса, ќе изгубиме уште една декада. И кога ќе седнеме пак со Грција да преговараме, ќе имаме договор во кој нема да има македонски јазик, во кој македонскиот идентитет можеби нема да биде третиран ниту потврден. Затоа навистина е клучен национален чин да го искористиме она што е позитивно од договорот и да го искористиме она што ни е понудено од ЕУ и НАТО. Која е стратегијата на владата доколку не успее референдумот? Што ќе се случува од 1 октомври понатаму? Како би делувале? Нашата задача е да направиме се граѓаните да ја донесат одлуката која што сметаат дека е добра за татковината. Тие што ги повикуваат граѓаните да седат дома, немаат верба во својот народ. Тие што ги повикуваат граѓаните да чекаат до 30 септември за нивно мислење, го навредуваат својот народ. И затоа, она што мислам дека е важно овој период, е секој кој има мислење за или против, да излезе и јасно да го соопшти. И граѓаните ќе можат да ја донесат одлуката. Дали ќе продолжиме да ја плаќаме цената на нерешен спор, на изолација на нашата татковина, или ќе им дадеме шанса на следнава генерација да не се мачи со нашите стари проблеми. Мислам дека мнозинството граѓани во Македонија избираат да гледаат напред. Затоа што се лути, бесни и разочарани кога гледаат дека државите со кои заедно одевме направија чекори од 7 милји. Не беа тие многу брзи, ама ние застанавме во исто место. Хрватска и Албанија се членки на НАТО. Црна Гора стана членка на НАТО. Хрватска стана и членка на Европската Унија. Црна Гора и Србија почнаа преговори со Европската Унија. А ние сме таму, бевме до јули месец оваа година, таму каде што застанавме на крајот на 2005 година. Тоа се 13 години. Никој нема да ни ги врати овие 13 години. И затоа последниве 13 месеци направивме се да не ги повториме старите грешки. Добиената покана за НАТО, која ја испуштивме во 2008 година, покажува дека ако земјата сака да се промени, ако сака да направи нешто што ќе направи подобро, дека резултатите доаѓаат. Но на 30 септември го бараме ставот, мислењето, одлуката на граѓаните за да Македонија продолжи понатаму. Би го заокружил овој разговор со еден ваш личен впечаток, бидејќи се уште почеток на овие средби со граѓаните, почеток на кампањата, но кој е вашиот, еве да речем, кој е вашиот впечаток од тоа како граѓаните се настроени? Сметате ли дека ќе успее референдумот? Во најтешките моменти успеавме затоа што верувавме во оваа земја и во овие луѓе. И сега го делиме истиот оптимизам и истата верба. Не случајно 30 септември е денот и на вербата, и надежта, и љубовта. Но знаете како, до 30 септември
Ќе работиме секој ден како да почнуваме од нула и како да ништо не е сигурно. Главната порака е дека гласот на секој од нас може да биде одлучувачки. Последниве недели сретнав неколкумина колеги, луѓе од Велика Британија, кои што работеле и на референдумот таму, кој што го значи излегувањето на Британија од Европската Унија. И кога ги прашувам кој им е нивниот впечаток, како сега размислуваат, ми велат вака. Денеска ако има референдум, 60% од британците ќе гласаат да останат во Унијата. Ама времето назад не се враќа. Тоа што го погрешивме, сега ги чувствуваме последиците негативни од тоа. И денеска велат се каеме што не сработивме повеќе, што не отидовме во повеќе села и градови, што не разговаравме со повеќе луѓе, што не направивме уште малку за да успееме. Не сакам да се чувствуваме никој од нас, не како политичари, како граѓани, не сакам никој од нас после 30 септември да има такво чувство. Да направиме се, да дадеме се од себе, да разговараме со многу граѓани и да им кажеме дека еден глас може да биде одлучувачки. На 30 септември правиме избор кој многу наликува на оној што го направивме на 8 септември пред 27 години. Тогаш одлучивме да бидеме независна држава, сега треба да одлучиме да бидеме подобра, интегрирана Европска Македонија. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата.